На првиот состанок на лидерите на ВЛЕН и премиерот Мицкоски се разгледуваа предлози за замена на одредени министри. ТВ21 неофицијално од владини извори дознава дека предлог на ВЛЕН за министер за екологија е Мухамид Хоџа, кој треба да го замени Изет Медџити во овој ресор, откако тој беше избран за градоначалник на општина Чаир. Хоџа претходно беше владин портпарол на предлог на ДУИ, кога интегративците беа во коалиција со СДСМ. Дали ќе биде прифатен овој предлог од Мицкоски се очекува да се види по завршувањето на состанокот. Неофицијално реконструкцијата може да опфати и заменици министри, каде во МВР наместо Астрид Исени се предлага Беким Рамадани. Пратеничката Саранде Имери од ВЛЕН во емисијата Ајде да зборуваме изјави дека анализите за новите имиња на министрите се вршат врз основа на перформансите на сегашните министри. Në opinion po qarkullojnë informata të ndryshme kohëve të fundit për zëvendësimin e disa ministrave, do me thënë, me emra të rinj. Kjo, me thënë, këta emra nuk janë vetëm të koalicionit VLEN, këto emra janë edhe të partisë më të madhe në pushtet, pra VMRO DPMNE-s. Unë mendoj se çdo parti politike edhe çdo lider që është në kuadër të koalicionit qeveritar ka bërë analizat e tyre dhe në fund duhet të kenë ardhur në ndonjë përfundim sa i përket performansës së ministrave të cilat udhëheqin dikasterët e ndryshme. Министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски рече дека комуникацијата продолжува и дека е уверен дека ќе се постигне договор во врска со распределбата на ресорите, нагласи дека сите коалициски партнери треба да го имаат предвид принципот квалитет пред квантитет. Јас сум убеден дека во следните денови ќе биде постигнат договор кој што ќе биде насочен пред се кон зголемена ефикасност на владата. Една работа што постојано и премиерот, мислам, пред некој ден ја нагласи, но дозволете ми јас да го повтораме дека не се работи за бројот на местата на коалициониот партнер. Се работи за прашањето за капацитетот на поединците, нивното знаење, нивното искуство и како тие ќе придонесат кон институциите што посакуваат да ги предводат. Помалку да се фокусираме на квантитет, а повеќе да се фокусираме на квалитет. По локалните избори, премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе има реконструкција на владата. Во актуелниот кабинет 15 министри се од ВМРО ДПМНЕ, 6 од ВЛЕН и 2 од ЗНАМ. Се уште не е познато кои заменици министри ќе бидат променети, но сите страни најавија дека ќе останат во рамките на коалициските договори од формирањето на владата.